Почитувани колеги пратеници, почитуван председавач, господине технички премиер, разговараме на оваа денешна седница за предлог одлуката за разрешување на министерот за здравство од страна на техничкиот премиер. Искрено да ви кажам, размислував дали да се јавам денес за збор на овој циркус кој што ни го приредува ДУИ со нивниот послушник и помал коалиционен партнер СДСМ. Меѓутоа, решив да зборувам, зашто ова деновиве што се случува овдека во овој дом, кој треба да биде највисок орган на државата, е најголемото огледало од она што на дело ни се случува во Република Македонија. Имено, за нешто помалку од 90 дена, од промената на власта на Македонија, ДУИ, поддржан од СДСМ, ни предлага разрешување на двајца министри, за кои што замислете пред само 10 дена, не убедуваа дека се најдобри, дека се европски ориентирани и дека токму тие се најдобрите можни решенија за министри. А сега, по само 10 дена, тие да станат деструктивци, антиевропски и преку ноќ да се бара нивно разрешување. Меѓутоа, вистината е една. ДУИ со денешното разрешување на овие личности во предвечерието на изборите сака да им укаже на СДСМ кој е газдата во куќата. Колеги од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, навистина ве жалам. Ниту имате став, ниту имате карактер, кичмата не да ви е скршена, туку воопшто како и да немате кичма. Вакво понижување и вакво поигрување досега не е запаметено во македонската историја. Па пред 10 дена ни зборувавте едно и за само 10 дена, поради лични недоразбирања, ве стават во подредена улога да си го погазете тоа што пред некој ден сте го гласале. Граѓаните, односно народот, вака вели, ако и од СДСМ доста е, премногу е, и постојано се повикувате на европски фронтови, а очигледно од Европа вие знаете само да ги трошите парите низ Европа, кои што ги добивате преку провизии и тендери. Додека Али Ахмети и ДУИ ја топат и обезвреднуваат албанската опозиција, Ковачевски и СДСМ го плаќаат ваквиот план на ДУИ и на Али Ахмети. Почитувани колеги од власта, технички пратеници, ви играат фудбал во владата, ви носаат чалги или чифтии во кабинетите, а вие се спиете на едно уво, само да не ви се замешаат во вашето свето писмо, така наречено свето писмо, провизии и тендери. Меѓутоа, и тендерите почнаа да ви ги зема ДУИ, чисто да ви кажат кој е кој на теренот. Ама така им е наредено од вашата централа од Бихајчка. Ведите глава, молчите, седите овдека, гласате, зашто овие брајчата од ДУИ, ако писнат за вас, нема ни 10 пратеници да фатите на следните парламентарни избори. Е затоа овој срам го трпите тука на отворена сцена, зашто цело раководство ви е уценето од страна на ДУИ. Инаку, каде во светот има партија со 12,7 или 8%, или во пратеници со 13 пратеници, да има и премиер, и мнозинство министри, и вака брутално да си поигруваат со државата и со државните интереси. Јас не знам во наредните 80 денови што реформи ќе направат во здравството и во Министерството за информатичко општество, новите предлози што ќе ни ги понуди ДУИ. Меѓутоа знам дека оваа порака е испратена до секој министер од СДСМ, кои што се во владата во ДУИ, на ДУИ владата, иако се многу малку,
И истата порака е дека ако не играат како што ќе им свири нивниот технички премиер господинот Џафери, може истата судбина да ги снајде како овие двајца министри кои што се денес точка на дневен ред. И тоа на само неколку денови пред изборите. Жално е, колеги од власта, жално е, колеги од СДСМ, на кое дередже сте дојдени. Од една страна, искрено да ви кажам, ве жалам, но од друга страна, мило ми е што за скоро време ќе има ново парламентарно мнозинство во кое нема да бидете како партија. Најголем дел од вас нема веќе да бидат во овие простории, овдека во парламентот. Нема да седите во овие фотелии. Прво, затоа што ќе изгубите на изборите, и тоа во секое избирачко место. Ова запамтете го, во секое избирачко место. И тоа нема да ве победи ВМРО-ДПМН. Граѓаните, народот ќе ви ја испорачаат фактурата. И прашање е дали ќе освоите и 20 на пратеници. А еден дел од вас, кога ќе се спуштите на терен, кога ќе си појдете дома и кога ќе го слушнете гласот и гневот на народот, ќе сватите кој грев сте го направиле кон македонскиот народ. Не знам дали воопшто ќе посакате да влезете воопшто во овој дом, кој што го руиниравте веќе 7 години. Мене навистина не ми е јасно како можевте толку агресивно да се однесувате кон уништувањето на сите институции во македонската држава, од прва до последна. Стопанството го уништивте. Имате неконтролирана стапка на инфлација. Вредноста на денарот за повеќе од 25% ја девалвиравте во последните 2 години. Судството ви е направено како швајцарско сирење. Разноразни мешетари и одредени политички моќници го креираат правосудниот систем во државата. Ај што внатре инсталиравте еден куп партиски послушници, туку и оние кои што сакаат честно и достоинствено да работат во правосудството, во правосудните органи, не им се дозволува затоа што не ги штитите како држава. Затоа велам дека сите институции во државата ви се узурпирани и контаминирани со еден куп партиски послушници кои го спроведуваат правото на партијата наместо правото на судот или правото на државата. Сега сакам да го прашам техничкиот премиер. Кажете, господине технички премиер Џафери, не ли ви е срам да бидете технички премиер во на држава во која што перцепцијата на корупцијата е на највисокото место? Кажете, господине технички премиер Џафери, не ли ви е срам да бидете премиер, технички премиер на влада во која што умираат луѓето по ходниците, во македонските болници, и сето тоа само заради небрежност, нехигиена и неспособност? Кажете ми, Џафери, како е можно лица пред да дипломираат на правниот факултет се стекнуваат со положен правосуден испит? Вие, почитувани пратеници, технички пратеници од СДСМ, не ли ви е срам затоа што ги излажавте граѓаните како партија која што дојде на власт со паролите нема правда, нема мир, дека ќе имаме подобар живот, дека ќе имаме подобра економија, а од тоа на дело немаме ништо. Затоа, на 24 април и 8 мај, прво ќе ги изгубите изборите, и тоа така убедливо, што потоа ќе се расторите како партија, и за вас, идните генерации во учебниците по историја ќе учат дека во едно време во Република Македонија постоеше една партија која како никаде во светот работеше против интересите на својот народ, односно против интересите на државата Република Македонија. Ви издржавме многу, ви издржавме 7 години, ќе издржиме уште неколку денови, еве уште 85 денови. А потоа можам да ви посакам среќен распад и втемелување во темната страна на македонската историја.